На 25. јануари 1981 година се роди бебе, кој на овие наши балкански простори ќе го смени текот на музиката, на љубовта, на искреноста, на верата, на надежта, на самата смисла на животот, ако сакате. Живееше скромно, пееше божествено, си замина додека сонуваше за подобро утре. Ја сакаше музиката, го сакаше своето Крушево, ја сакаше Македонија. Го сакаше мирот и спокојството. Не сакаше сите нас. И кога тоа неговото веќе култно "Сите ве сакам" ќе го изговореше на сите негови настапи, секогаш беше полно со вистина и љубов бескрајна. Секој пат кога ќе го слушнам неговото име, Тоше Проески, или кога ќе слушнам некоја негова песна, чувствата се измешани. Љубов, тага, гордост, бес, се разбира, непребол. Свет на љубовта, без стари долгови и тие се ништа. Очекор што ме денеја. Да можам бар да те прегрнам. Овде ми е мирот. Мислам дека верата е единственото нешто што остана недрживо нормална се уште. Има едни дечки од Кавадарци кои почнаа на работа чисто ентузијастички за таа работа, брзо потоа да стане секојдневие на преку 200 сега веќе членови на Сдруженијето Тиквешки точакџии, кои свеста за возењето велосипед или како што ни си го викаме точок, ја зголемија за најмалку 100 пати. А со самото тоа и си направија себе место во кавадаречкото спортско битисување сигурно за години и години нанапред. Ги спомнувам затоа што дел од овие дечки 2018 година ја смислија, а потоа ја реализираа една од најдобрите и најплеменитите работи во последните неколку години. Ја смислија акцијата Од срце за Тоше, која се состои во тоа што патуваат со кола до местото каде Тоше е загина, Нова Градишка во Хрватска, а оттаму до Кавадарци, односно потоа и до Крушево, се враќаат со своите точаци, возејќи околу 1300 километри и посетувајќи неколку градови во Хрватска и Србија. Првата година после акцијата му кажав на дечките дека идејата му е феноменална. Само и треба малку повеќе публицитет, затоа што не е нешто што се прави секој ден и не е нешто кој секој може да го направи. Веќе втората година ми се јавија Драган Јованов, идејниот творец на акцијата Од срце за Тоше, и Тони Рора Стефанов, дека имаат еден предлог. Се најдовме и ми кажаа дека сакаат оваа година и јас да одам со нив, ама за мое и за нивно добро не да возам точок, туку логистички и репортажно да ја помогнам на целата работа. Не се двоумев ни секунда, напротив, со огромно задоволство и чест, но и почит се разбира и кон идејата и кон Тоше, прифанав да бидам дел од таа експедиција. Тргнавме на кај Белград од пред храмот Света Петка, испратени од нашите роднини и пријатели и од тиквешките точакџии со сите почести. Преспавме во Белград некој саат и тргнавме на кај Нова Градишка. Таму бевме пречекани од представници на општината, на културните институции и од новинарот Момир Дивљак. Не сместија прво во хостел, а веднаш после тоа бевме да положиме цвеќе и да оддадеме почит на спомен плочата поставена во едно од училиштата во Нова Градишка во чест на Тоше. Положивме цвеќе, се помоливме, направивме неколку фотографии за архива и отидовме на ручек каде се евоцираа спомени за тоа што го спомнав погоре како Тоше успеваше секогаш од нас да го извлече најдоброто. Утредната имавме слободни активности кои нашите домаќини и пријатели од велосипедскиот клуб од Нова Градишка ни го направија незаборавно. Јадење, пиење, спортски активности, пеење, дружење до некое време, а после тоа назад во хостелот на заслужен одмор, затоа што са бајлето во 8 часот беше закажан стартот од центарот на Нова Градишка, со што требаше да се започне акцијата Од срце за Тоше. Prošle godine smo imali prvi susret, znači naš prijatelj Dragan i još trojica njegovih suučesnika su došli u Novu Gradišku i htjeli su odati počest Toše Proeskom, tako da nažalost ova dva grada je spojila ta tragedija, ali po meni jako dobro što se iz te tragedije u stvari svake godine rađa neko novo prijateljstvo. I mislim da je to u stvari glavna poruka cijelog i ovog skupa,
i nadam se u stvari da će iz godine u godinu on biti sve masovniji, tako da u stvari tu jednu poruku koju je sam Toša prenosio, da se i nadalje prenosi. Bili ste i dobri domaćini ove godine u biti, ove godine u Alšaru, odnosno u Kavadarcima, i sad želimo vam vratiti gostoprimstvo i osjećajte se kao kod kuće. Ajde, življe malo, življe malo! Tica majke sveta, kaj vljubenite, blazim, a nije. Pre da stigneme do Slavonski Brod. Evo je ekipta. 2, 4, 6. Prva sedmorka stigla. Od Slavonski Brod? 22 km od Nova Grada. Dobro. 29 prosjek. Беше ли малко тежко или? Ne. Relativno. Nema mnogo saobraćaj. Е, тоа е добро, да, тоа забележам. Браво! Sreća da mi izgasnat oči, ako vrz tebe se poslani, tuđi dak neđi. Polsko cveke mlad neka me pokrije, duša nek mi ljubav oblaci, koga ne kešti. Evo stigla je ekipa iz Slavonskog Broda. Čekamo naše. Čeka pozdrav. Oni su mi rekli da ste vi napravili neku rutu. Ovčara, Vukovar, Slavonski Brod, Gradiška, Dubrovnik, do Dubrovnika. Koliko to kilometara? Negdje 1000 km. 1000 kilometara za koliko dana? Pa to su imali 7 dana. 7 dana, baš nešto slično ko ova naša ruta, oko 150 km dnevno. Samo to nije ravničarska, ima pola, ima brda, ima... A znači nije baš lagana? Od Slunja, to su sve brda, do Dubrovnika. Jel možete da nam kažete bar našim gledalcima koja je tajna? Koja je tajna da ovako izgledate vitalno na 74 godine i da vozite 1000 km? Tajna je trening, rad, upornost. Da. Ljubav prema biciklizmu. Ja još plivam, znači idem plivanje 3 puta tjedno i imam kuglanje, bavim se kuglanjem. Eto. Ne pijem, ne pušim, samo alkohol. Samo sport. Оттаму тргнавме на кај Славонски Брод, испивме кафето, сокот, направивме заедничка фотографија, тие останаа таму, а ние 5 минута продолживме со нашата задача. А тоа беше да стигнеме безбедно до нашата прва дестинација за преночување – Винковци. А таму на едно 7-8 километри над Винковци, во една трошна куќа, не пречекаа нашиот пријател Стјепан Симон со неговата сопруга и своите деца. Престојувавме на тоа место, како што кажав, на неколку километри од Винковци. Домаќините беа прекрасни. Разговаравме длабоко во ноќта на теми најчесто поврзани за Македонија, за Тоше, за нивната Хрватска,
за Винковци, за една работа која што не тишти и нас македонците и нив хрватите, за тоа како им се иселуваат младите. Меѓутоа, сепак, на крајот се разбира, сето тоа заврши со преубави спомени за нашиот Тоше. Сепак тоа е и целта, нели, на ова наше патување. И не заборавот за Тоше. Преспавме во Винковци, а нашата приказна и нашата авантура продолжи вака. Значи сега од Винковци тргаме на кај Шабац. Идеме втор ден, 110 км за возење. Боже, не ми треба ништо друго, дух су жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, да нема да се врати, чуваја озло, да нема никој свој, нема никој свој, Боже, чуваја. Одиме на кај Шабац, нашата следна дестинација. Второ преспивање, после сеночашното во Винковци. Ова ќе не биде прво в Србија. 10 на 12 км пред Шабац ни се случи и првата така немила случка. Се дупна гума. Меѓутоа вештите раци на Драган го отстрани од ефектот за час. Не му даваме морална поддршка и ја го држа точкот. Тони Рора ги поздравуваше минувачите случајни. Малку повеќе. Да. Маријанчето пумпаше гумата, а Гоне пред да го фане воа ги бркаше не, смрдушките. Добро утро. Добар дан, да.
Najviše volim osmeh tvoj, ljubavi moja, živote moj, pogledom i dušu greješ, najlepša si kad se smeješ. Ова беше учесно Мирослав Илич, затоа што се наоѓаме пред неговото родно Марчаевци. Си седеме тук у златен чошак, јадеме скара, многу преубава скара, какви лесковац, какви бакрачи, и уз муабет се запознаме со овој прекрасен човек, кој што кога дозна за шо, која ни е целта што патуваме со точаци, сакаш човек да не почасте по една пијачка. И е војно лице. Да, иначе работи во војската веќе 25 години и сака нешто евака за Тоше и за целава работа што ние правиме да каже. Изволите, Саша. Hvala lepo što ste me ugostili da budem za vaš stol. Čuo sam vašu priču i vaša je priča prva liga. Oduševljen sam jer je Toše prva liga. Znači, najbolji vokal kog sam ja ikad čuo. I drago mi je što sam se upoznao sa vama ovakvim kakvi jeste. Da. I U prirodnom izdanju, da. I drago mi je da se neko setio i da nije zaboravio tog čoveka, tog velikana i makedonskog stvaralaca muzike i ja mislim i srpskog i balkanskog, da. I balkanskog, jer on uvijek tu bio na našem, prisutan kod nas i hvala vam što ste ovo veče upriličili i što sam ja mogao da prisustvujem tome. Taj čovjek sa 27 godina postigne to. Njega je samo Bog poslao da to odradi. Nema greške. Toliko malo godine da budeš toliko moćan, to nema greške. A da opet budeš običan čovjek. A da budeš čovjek naroda. Dobar sa svima, pristojan, kvalitetan, da ti svi vole, a da si sa 27 godina veličina za sva vremena. Toliko moćan vokal, to više teško da će se rodi na, možda za 100 godine. Bravo, majstor. Odavno sviriš? Ovdje ja stojim te donem, ajde. Kako bi se samo tvoju vraća ljubava i za ljubav Не ја знаеш ова ти. Лека се спремаме за тргнување од Врање. Значи ја возиме последната етапа Врање Кавадарци и со Господ напред негде на 5 саатот сме у Кавадарци. Иначе се наоѓаме у едно ново убаво кафене у Врање, се вика Три лепе. И не знам дали забележујте, ама моментално позадина оде Тош Проецки.
Еднаш у Хрватска и во 2 пати у Србија што ми се случува у кафење да е пуштен Тоше Проески, а кај нас јас барем од моје лично искуство лафам дека не сум го слушнал Тоше Проески на некој да го пуште па сигурно 2-3 години. Вавелешката клисура на аутопатот. Сега за сега работи овде според планот и според испланирането и временски и секако. Минути. И мириси вкус. Влегуваме завиткот тука од Росоман и Кавадарци. Кој за тебе сече чуе иде, кој за тебе Знаеш дека сме у Кавадац, тракторот. Мора од Грозија берба па наведе. Да, од Грозија безба понабе. и виде. Туја сме на завиткот ки манастир следува, така ќе дојде. Направиме еви кратка пауза тамо на завитокот на кај манастирот, кај што не почекаа двајца од точакчиите. Сега полека. Еве уште еден од одборот за пречек. Welcome, добродошли дома. Добродошли. Уште пат ме чека. I love you, знам. Среќна ли си ти сега кога носиш злато или несреќна што на мое место туѓи дланки треперат тоа срце кому припаѓа среќна ли си ти далеку од мене мила и спомени гребат како груба свила дали најде мир таму Еви стигат 14 юнаци. Значи пред 7-8 дена кај што почна се, пред убавицата Света Петка. како никој друг на светот Дечки, добредошли сега официјално. друга ни е Стигнавме во Кавадарци живи и здрави. Не чуваше Господ, не чуваше Тоше. Како што кажав на почетокот, честа и задоволството беа мои. Меѓутоа исто така огромна беше и одговорност да се земе еден ваков потфат, затоа што
искрено јас ова го правам прв пат. Не како репортажа, туку прв пат бев логистика на група на луѓе кои што буквално секој ден го изложуваа својот живот на ризик. Поминавме 1300 километри заедно, поминавме прекрасни моменти заедно. Се надевам дека ова што ќе го гледате ќе ви се допадне. Кратко е, меѓутоа пораката е многу јасна. Тоа ни беше и најважно, всушност, да ја пратиме таа порака која што ја испраќаше и Тоше секојдневно, преку своите настапи, преку своите концерти, преку своите говори, преку своите интервјуа, воопшто преку начинот на кој што тој го живееше својот живот. Прво, благодарност до нашите фамилии, што не трпат овакви. Благодарност до сите кои дојдоа да не пречекат. Голем благодарност до луѓето, до фирмите кои ни го возможија ова. Се помина во најдобар ред. Имавме дружба велосипедисти од Нова Градишка до Славонски Брод, потоа од Славонски Брод до Винковци и од Винковци наваму возевме сами. Времето ова година не ни се погоди и овој пат исто како и минатата година, успеавме да стигнеме живи и здрави во Кавадарци. Ни останува само уште утре да изодиме до Крушево, да се положи цвеќе на гробот на Тоше Проески и со тоа да завршиме и овој циклус, возење од срце за Тоше 2019. Толку од мене. Фала на сите што дојдовте така. Малце сме изморени, повеќе екипите отколку ја, до души ја не сум баш многу одморен. Што да кажам, едно многу убаво искуство кое ќе трае години нанапред. Пред се ни е целта на два екипа да го задржиме во ова да стане традиција, со помош на спонзорите кои што, како што кажа и Драган, кои што без нив не може сето ова да се реализира. Со нивна помош, пак здравје Боже, до година планираме да биде и нешто по-добро, по-организирано. Секоја година ќе се случуваат се нови и нови работи, а еден вкупен впечаток од цела оваа работа е всушност колку Тоше Проески оставил трак и уште остава трак кај луѓето на Балканот. Овде ми е мирот. Мислам дека верата е единственото нешто што остана недрживо нормално се уште. Сосема за крај, нашите јунаци беа утредента од кога пристигнавме во Кавадарци да го посетат и вечното почивалиште на нашата легенда Тоше Проески. Положија свежо цвеќе на спомен куќата, беа пречекани од неговите роднини, членовите на фондацијата Тоше Проески. Само ветер гласот го слуша и кој ехо се врати пак в душа. Убава песна не сака баш секој и на слава и камен фрла некој. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат во животи туѓи? Изјавата на директорот на фондацијата Тоше Проески. Ви представува огромна чест и задоволство што е веќе втора година поред велосипедската тура во чест на Тоше Проески, насловена од срце за Тоше. И ние како фондација Тоше Проески денеска сме домаќини на актерите во самата тура, кои што денеска пристигнаа во Крушево и оддадоа почит на неговото вечно престојувалиште. Токму во оваа канцеларија пред можеби 2,5 до 3 години се одржи првиот состанок со представниците на велосипедистите кои што
дојдоа со една благородна, хумана идеја за продолжување на ликот и делото на Тоше. И секако после нашиот разговор и ние бевме фасцинирани на некој начин од идејата и се впуштивме на некој начин во една таква, можем сега од оваа гледна точка да кажем и авантура. Ние како фондација, имајќи предвид дека немаме и доволно искуство во оваа проблематика, меѓутоа со помош ваша пред се успеавме, мислам, да и за уиднина успеавме да поставиме една убава база, убави темели за оваа велосипедска тура да стане традиционална, која што на некој начин ќе створи еден мост, една поврзаност помеѓу балканските народи, бидејќи самата тура се вози низ 3 држави, Хрватска, Србија, Македонија, на некој начин да ги сплоти сите фанови на Тоше и уште еднаш да се спомне неговото име, да се спомне неговата музика, неговата хуманост, неговата добробит. Уште еднаш сакам да се заблагодарам на учесниците на самиот настан и се надевам дека во иднина не само што ќе продолжиме да го негуваме ликот и делото токму преку вакви настани, туку ќе имаме прилика да видиме и повеќе велосипедисти, точакџи во самата велосипедска тура. Да искористам приликата да кажем дека и една од основните програмски цели на фондацијата е токму продолжување на неговиот лик и дело, а ова е еден многу убав начин кој што го покажува токму тоа. Значи, секогаш ќе имате отворена врата кај нас, за вакви слични идеи ви благодарам уште еднаш. А ние, односно јас и нашите јунаци, Драган, Маријан, Тони, Џоке, се надевам дека ќе се дружиме и ќе се видиме повторно пак на третиот дел од нашата авантура, наречена Од срце за Тоше. Дотогаш, секој е добро и како што Тоше сакаше да каже, сите ве сакам. Не е сонцето злато што свети, ако можат би го продале Бога, а нив само еден ќе им суди. Што е тоа во луѓето тажно, да живее